А сега време повторно за промоција на книгата, и тоа овој пат книга посветена на најмалите, најмилите и најдобрите луѓе, најверојатно, Бакнежи од небото. Така? Добро утро за Иван Антоновски и нека ви е честита оваа книга. Добро утро вам и до гледачите на телевизија Алфа и ви благодарам за поканата. Сузе, повели. Благодарам Искра. Бакнежи на небото, толку инспиративно, толку топло, толку интригантно, би рекла, за секој еден кој што сака да се нурне во своето дете, а сите ние од нас имаме по некое заспано дете кое треба само да го разбудиме. Иван, добро утро. Добро утро. Драго ми е што повторно сме во ова студио. Последен пат ми се чини дека бевте наш гостин кога го промовиравме просто и строго конески, така нели? Да. Честитки за ова прво дело за деца, наменето за дечиња од предучилишна и училишна возраст, така нели? Да, Бакнежи на небото, моето првенче за децата и затоа морам да кажем можеби неубавиот повод за кој што сум гостувал, барем според мене, затоа што токму таа читателска публика или публика која што и слуша пред да чита, децата од рано училишна возраст и децата од предучилишна возраст, они од градинките и од првите одделенија во училиштата се и најискрените и најстрогите кога станува збор за книжевниот текст, меѓутоа и оние на кои што навистина можеби и најмногу треба да им се посветиме, затоа што без нив нема понатаму читатели. Така е. Вие сте инаку писател, книжевен критичар, есеист, преведувач, асистент на катедрата на македонска книжевност и култура на Филолошкиот факултет Блаже Конески, воедно сте и автор на многу дела и добитник на многу награди, помеѓу кои наградата 13 ноември на град Скопје, наградата Франк Манинг на ректоратот науки и уште многу други награди, прогласен за најдобар млад научник во 2021-та, така нели? Да. Ако не се лажам. И многу други признанија за кои сега вака само ќе одземам време. Што ве поттикна покрај толку трудови научни да влезете во светот на децата? Приказната што е меѓу кориците на Бакнежи на небото во мене е многу долго. Јаков и за една Илина. Да, за Јаков и за една Илина, меѓутоа е приказна за зимата, приказна за љубовта и приказна за вистинските животни вредности што треба да ги споделиме. Меѓутоа, таа приказна која што долго беше во мене и беше запишана во неколку варијанти, верзии, долго не се осудував да ја објавам или да помислам да дојде вистинското време за неа. Зошто? Затоа што навистина книжевноста за деца е и најголемиот и најсериозниот тест за талентот на писателите и затоа што треба да се знае да се говори, да се пишува и со јазикот на детето, меѓутоа и да се задржи еден систем на книжевен текст натрак, кој што е сепак засебен, поразличен до некој што е кога пишуваме исклучиво за возрастни или пак некој друг тип на дело. Меѓутоа, поттикот дојде од неколку причини. Сознанието дека тие тајни, знајни и незнајни за животот, сакам да ги споделам со новите генерации преку една ваква приказна што ја носе во мене и моментот кога се појави во мојот живот една Илина која што го разбуди детето во мене, одново го потсети на граматиката на јазикот на детството и поврзувањето се илустраториката Иванка Нива, кога се рековме ги знаеме и сакаме да ги споделиме истите тајни и една ваква приказна да овозможиме да ја имаат нашите деца, беше оној момент кога се одлучивме да, во оваа 2024-та ќе се случат Бакнежи на небото, не само како издавачки и творечки проект, туку и, барем за мене, и нешто многу повеќе од тоа, како еден обид да се понуди еден поинаков и текст, меѓутоа и целосен концепт заедно со илустрациите за нашите македонски деца и оваа зима да им се овозможи навистина и зимата и новата година што предстои да ги дочекаат со една македонска приказна за не само за зимата, пред се за зимата, меѓутоа преку зимата и за љубовта и за
животот и смислото на нашето постоење. Така е. На колкава возраст е вашата Илина, која ви се случи, па ве поттикна на вакво дело? Наскоро ќе наполни 3 години. Одлично, да е здрава и жива. Кој е Јаков во приказката? Кој е Јаков? Илина и Јаков, оние од приказната, не се само детето во мене и не се класични прототипови. Туку тоа се секој од нас во себе има по една Илина и по еден Јаков или до себе во своето дете, во своето внуче. Јаков е олицетворение на сите оние детски прашања и на сета онаа детска љубопитност за која што ние возрастните некогаш немаме време, и олицетворение на сите оние прашања за и околу животот и секојдневието на кои што некогаш немаме одговор. Бакнеж на небото е обид всушност да се даде одговор на дел од тие многубројни прашања кои што детето ги има во денешно време, ги имало и претходно, а на кои што сме немале одговор или сме мислили дека немаме одговор или едноставно не било тешко во прв миг да го изнајдеме одговорот. Така што јас се надевам дека преку бакнежи на небото на нашите деца ќе им се овозможат одговори на многу прашања, меѓутоа во исто време и се надевам дека ќе ги поттикнат на многу прашања, а тоа за нас возрастните, оние што им читаме или оние со кои што читаат самите, ќе изнајдеме и време и начин да одговориме на уште многу прашања кои што ќе дојдат од генерациите што треба да останат и по нас. Одлично. Она што фасцинира, јас ќе имам прилика да ја исчитам и да влезам во сите прашања кои што се загатнати во оваа книга приказна, но она што првично фасцинира, децата секогаш доживуваат преку слика. Нешто, најмногу тоа ги привлекува, се цртежите кои што се работени рачно. Во овој современ дигитален свет, денеска повеќето ваков тип на сликовници се работени дигитално, со тоа што едноставно се поедноставуваат нештата или пак се купуваат тие цртежи од овластени начини на места на интернет, така да се користат веќе многу пати видени цртежи, ликови и така натаму и се скратува патот. Но овде е работено рачно и подсетува на оние стари добри сликовници од едно минато време. Искрено, јас сум многу среќен што илустраторка на оваа сликовница е токму Иванка Ниба, имајќи го предвид нејзиниот пристап кон проекти кога станува збор за поречки проекти кога станува збор за сликовница, и затоа ќе бидам искрен кога дојде овој проект не е само моје авторство, ова е коавторство. Кога има сликовница, значи авторот на текстот и авторот на илустрациите треба да се коавтори и илустрацијата и текстот да се дополнуваат и да се во постојан диалог, а не само да го исполнуваат просторот. Со Иванка Ниба ми е особено драго што се случи соработката во оваа 2024 и што искрено затоа ова е само финансирачки творечки проект и издавачки проект. Не е проект поддржан од некој фонд, министерство и така натаму. Желбата со Иванка Ниба да го направиме ова беше посилно од се и едноставно да ја овозможиме да допре до онаа целна читателска публика која што е најважно, тоа се децата, меѓутоа покрај нив и до возрастните, затоа што секој од нас носи по едно дете во себе си. Се надеваме дека целината на текстот и илустрацијата не само што ќе поттикнат прашање и интереса кои што веќе се случува кај моите, туку дека ќе го разбудат детето и во нас, возрастните, за тоа што овде има некои прашања меѓу редовите кои што се однесуваат и до големите деца, односно оние кои што го чуваат детето во себе, независно дали сме дозволили да заспие во нас или не. И од тука затоа ми е драго што веќе е достапна Бакнеж на небото покрај со онлайн нарачките кај издавачот Светулка, преку социјалните мрежи веќе во сите поголеми книжарници во државата, за тоа што едноставно книгата постои за токму со таа цел, да биде достапна до читателите. Какви се реакциите на само 5-6 дена после официјалната промоција на 22 ноември се случи во лабораториум, каде јас не присуствував од
причини за кои доцна дознав, но помнам дека тој ден и во времето кога се случуваше промоцијата имаше обилни врнежи на дожд, но тоа не ги спречи ниту децата, ниту родителите да дојдат заедно со децата на промоција, така? Мене ми е особено драго што промоцијата покаже дека навистина имаме и желба и потреба за книги за деца, затоа што просторот беше препон со дечиња, со родители кои што со радост беа со нив, и можем да кажем покрај таму присуството на луѓе од книжевниот свет, луѓе од културата, од јавниот живот, драги пријатели и познаници, што најбројни тука беа токму дечињата и родителите, ама и тоа што приказната не запира тука. Затоа што книгата излезе од печатниците ден-два пред самата промоција. Тоа беше прва средба на книгата со читателите. Меѓутоа, кога промоцијата завршува, кога веќе книгата е прочитана и кога се случуваат натамошните реакции со позитивната критика која што доаѓа од самите читатели, од дечињата и од родителите, и кога се препорачува за прочит од други, зашто сведочиме и со издавачот изминативе неколку дена поради подпишаните примероци, поради комуникацијата и непосредна со читателите, со родителите, тоа е најголемата радост, затоа што и пред објавувањето секако оваа книга беше исчитана од бардовите на македонската книжевност за деца, беше од книжевни критичари, педагози, психолози. Рецензиите беа позитивни, афирмативни, дел од нив се веќе и објавени целосно или фрагментарно од страна на издавачот. Меѓутоа, јас и тогаш на самиот ден на промоцијата кажав: на 22 ноември книгата е веќе на судот на најстрогите и најискрените критичари, а тоа се децата, и јас навистина ми е драго што со препорака до препорака јас се надевам дека ќе успее Бакнеж на небото на еден или друг начин да допре до секоја детска библиотека во нашата држава. Кога велам детска библиотека, не мислам само на оние на градинки, во градинките и во училиштата, туку мислам во домовите, затоа што да не заборавиме дека детската библиотека треба да има и во секој дом. Детска соба. Да, во секоја детска соба треба да има едно мини катче со книги каде што децата непрестано ќе се потсетуваат, не да се принудуваат, туку да се потсетуваат колку е важно да другаруваат со книгата наместо да бидат на телефон, на таблет и така натаму, што е навистина една голема болка во ова наше модерно живење, во кое веројатно и ние родителите сме лош пример на децата. Бидејќи тие гледаат што правиме ние, тоа го прават и тие. Тоа го има во еден дел и од оваа приказна што е меѓу кориците на Бакнеж и на небото, и јас се надевам дека кога по прочитот или по слушањето на Бакнеж на небото, кога се во еден дел суптилно се говори за детската играност према можноста да се биде само пред екраните, пред таблетот, мобилниот телефон или пред телевизорот, дека ќе ги дека барем оние кои што ќе ја прочитат или кои што ќе им биде прочитана, ќе ги поттикне оваа зима на она детска зимска игра и на заедничката дружба, каде што повторно ќе има, аз се надевам дека ја има, можеби ние само не ја забележуваме секојаш таа детска сплотеност околу играта и надвор од домот, онака како што се раскажува дека било некогаш, бидејќи концептот на приказната и она што јас го чувствував, и ја чувствувам навистина како таква, како приказна што се пренесува од генерација на генерација, се надевам дека тие трајни, убави моменти што од генерација на генерација треба да се пренесат, ќе допрати до генерациите сега преку оваа приказна, и ќе го, а меѓутоа дека и кај нас ќе не поттикнат да размислиме што се можеме да направиме заеднички со децата, кои што има во згодите и незгодите поместени во овие корици. Ќе чекаме да го фидбекот на најмалата публика, најголемиот судија, како што рековте и вие. Вака при крајот, кажете ми, работите и како асистент на филолошкиот факултет со овие нови генерации кои што навистина имаат еден поинаков пристап и на начинот на учење и на начинот на живење.
Колку ковид пандемијата го промени целиот овој процес на размислување, процесот на доаѓање до информациите и дали имаме потреба од копче за ресетирање нема да се вратиме ние на почетна позиција, не постои. Меѓутоа, што правите за повторно да ги вратите на вистинските вредности? Оние студенти кои што верувам дека има и успешни приказни, не се сите оние кои што би сакале се од далечина да можат да решат. Асистент вклучително и по предметот книжевна за деца, затоа човек е најтешко кога и критички исчитува текстови од одреден сегмент на книжевноста, потоа сето тоа да го бара и во својот текст и да го пронајде. Морам да кажем дека од една страна сме среќни што и по ковид пандемијата има исклучителни студенти во кои што ги гледаме перспективите на македонската филологија. Од друга страна, факт е дека пандемијата ги смени навиките, начини потребата од и можноста за одење во библиотеки, читалниците, па вклучително дури и заедничките факултетски дружења кои што пред тоа беа составен дел од студентскиот живот, се забележува дека има тенденција на постепено враќање на дел од тие навики. Меѓутоа, она што ние мора да го правиме е не само ние на факултетот, туку и семејството, иако дел од нив веќе живеат одвоено од семејството, особено тие кои што не се соживење во Скопје и се дојдени тука за студиите, на сите тие студенти покрај пренесувањето на љубовта кон професијата што ја избрале, максималното вложување во нивните знаења, она што се обидуваме е да им го вратиме тој студентски живот, вклучително и преку многобројните настани што ги има на филолошкиот факултет, кои што треба да ги поттикнат, да ја поттикнат проактивноста. Филолошкиот факултет речи се и да нема ден кога нема некој настан што ги вклучува студентите активно. Меѓутоа и не треба да се запре тука. Влогот во тие генерации кои што за жал неколку години ги минаа затворени дома со сосема различни навики во однос на социализацијата и секојдневниот живот, сите треба да се потрудиме да им овозможиме да се нема, вие кој што рековте, можност за копче од почеток, меѓутоа да го прифатиме тоа ново време, зашто некои сегменти на вештачката интелигенција и така натаму едноставно се неминовност. Ама да не го изгубиме она што пред се не прави луѓе и она што во професијата може да е незаменливо ниту од компјутер, ниту од која и да е техника и што го може само човекот, вклучително и потребата од книга. Нема се, барем кај нас за сега, нема се во компјутерите. Так, ние Бакнежи на небото сакаме да испратиме на еден гледач, односно да подариме на еден гледач кој што ќе не бира сега и веднаш на една од двете телефонски линии. До тогаш ќе ве прашам, еве, како возрастен човек, и веројатно и вие се сеќавате на вашето детство, ако на вас ви читале, мене да речеме, јас сега го помнам моментот кога мојот татко ми читал приказни за Добрано, дури му го паметам и начинот на кој што ги читаше, дури мирисот на татко го паметам од моето најрано детство. Колку е значено да им читаме на децата пред спиење? Значено, и тука нема возраст која ќе доаѓа прашањето на која возраст треба да почнеме да им читаме на децата. Уште што се вели од самото раѓање, децето треба и меѓутоа и родителот преку детето да ја стекнува навиката да се биде со книга, да се слуша приказна, да се раскажува приказна, со секоја фаза на развојот на детето ќе биде и различен пристапот. Прво ќе ја стекнува навиката дека книгата постои како предмет, потоа ќе ја прецепира како содржина, па потоа ќе дојдат многуте прашања и секоја реченица ќе биде прекината, се додека не дојде оној момент додека и самото не стане читателно. Да не забравиме и во првите години кога детето од слушател станува читател на приказните, треба да сме подготвени да одговориме на прашањата на дечињата. Јас затоа се надевам дека Бакнежи на небото ќе биде дел од она што ова предстојна зима пред нас, нашите родители ќе го читаат на прекрасно своите деца. Ајде да видиме кому ќе ја подариме Бакнежи на небото. Добро утро. Добро утро. Повелете. Поздрав до писателот. Многу добро кажа книгата на децата што да биде да не оде на време. Исто така треба книгата на децата да им биде и добро другарче.
на еден начин. Така, Не знам, Дали ги оставивте вашите информации кај колегите во режија? Да, ги оставив. Одлично, ви честитам, читајте заедно со вашите сакани, читајте вие, бидејќи секогаш читањето не облагородува и ни нуди едно вистина добро поминато време со книгата. Поздрав до гледачката, воедно тука и го заокружуваме разговорот. Иван, уште еднаш честитки, да се множат многу успешни дела, нека не биде ова единственото четиво за најмалите, нека има уште, но се надевам дека во некоја следна средба ќе имаме ние за што да проговориме. Поздрав, благодарност и нека се најде во секој новогодишно пакетче бак Кнежи на небото. Ви благодарам уште еднаш за поканата, за можноста да споделиме мисли и размисли и навистина како што и се вели во книгата, се убаво што постои на светов создадено од љубов, и ова приказна и оваа книга се создадени од многу љубов. Затоа посакувам бак Кнежи на небото, иако е зимска приказна, да донесе топлина не само во домовите, туку и во срцата и душата на нашите најмили. Така, ви благодарам многу.